Она што неколку пати досега го најавивме, не слави само Мичурин Василија, туку и населбата Ново Лисиче. Здруженијето Василичарски одбор Тоше Проевски во соработка со општината Аеродром ги поканува денеска граѓаните на голема прослава по повод православната нова година и Свети Василий, која се одбележува на 13 јануари на улицата Тоше Проевски во Ново Лисиче, каде се наоѓа колегата Кирил Стојанов, кој гордо утринава ќе ни најави што ќе содржи овој настан кој годинава одбележува 25 годишен јубилеј. Кирил, добро утро. Иако јас пред малку имав за момент можност да дзирнам дека полека траат подготовките за она што не очекува во текот на денешниот ден. Така, Иваневе, добро утро, поздрав овде од Ново Лисиче. Подготовките на големо се започнати, тука си луѓето кои што ќе ја поставуваат бината за вечерашниот настан, а тука си организаторите да ги погледат сите оние финеси и детали кои што се потребни за да се она што ќе се случува вечерва да биде како што треба. Ние се наоѓаме на место каде што вечерва Василичарскиот собир Тоше Проевски ќе се организира по 25 пат овде во Ново Лисиче за тоа што ќе се случува вечерва, каква ќе биде програмата, што значи оваа традиција за целиот овој регион и за запазување воопшто на традицијата, меѓутоа и каков новитет ќе имаме оваа година, ќе ни кажат Александар Илиевски, кумот на овогодинешната манифестација, и Даниел Киров од атлетскиот клуб Аеродром. Еве ќе почнеме со Александар. Александар, кажи ни 25 години, што значи еден ваков јубилеј за вас како заедница овде во Ново Лисиче? Па пред се значи зачување на нашите традиции и културни вредности кои сакаме да ги негуваме, да им покажеме на нашите сограѓани и помладите генерации дека го чуваме пред се како да кажам христијански момент кој е одбележување на нашата православна нова година, по народски кажано Василица, одбележување на празникот Свети Василий. И сакаме да има, не знам, сплотување, зближување према нашите сограѓани. Така, како се развиваше манифестација од почетокот до денес, како се одвиваше на сите овие години, како растевте за да дојдете до еден оваков настан? Па, почна нашите родители како помал настан претходните години, не беше нешто символично, така се одбележуваше и како што помина годините растеше самиот настан. После од кога се направи црквата Богородица, тука го префрливме и почна да биде и како на поголемо ниво, почна да се даваат чорби, чаеви, греано вино и сите тие работи. Така бе, ова година имате новитет, децата ќе бидат на некој начин во центарот на вниманието. Зошто е важно тие да бидат вклучени во една ваква манифестација? Па бидејќи претходно немавме ништо за нив, целиот настан беше повеќе за повозрастните наши сограѓани. Оваа година дојдовме до идеја да направиме маскенбал, василичарски маски и со нашиот пријател Даниел дојавме до идеја да биде клубот негов аеродром, атлетски клуб Аеродром, да направиме штафета за децата, да има и спортски момент во сето ова. Сега оваа година не е новитет, за прв пат ги правиме овие два настани. Се надеваме со текот на времето дека ќе пораснат во поголеми истите. Што гледате вие на овие собири? Колку едни вакви собири знаат да бидат негователи, чуватели на традицијата да се пренесува од колено на колено? Извини, како? Дали едни вакви манифестации помагаат за зачувување на традицијата и пренесување истата на помладите поколени? Се разбира, тоа не е и самата цел, дека сакаме да им покажеме на пред се на помладите генерации, дека ова што го правиме се со цел да се зачуваат нашите културни вредности и традиционални. Сепак, како што гледаме во модерното време, тие полека почнуваат да се губат, а ние се трудиме да го зачуваме самиот момент и голема благодарност до сите тие што ни помагаат, пред се на вашата телевизија. Нашиот пријател Александар Спасовски Сарма, тој е еден од исто организаторите од самиот почеток, кој не поддржува општината Аеродром и многу тука фирми локални и ресторани така.
Така ние го поздравуваме Сарма кој што е дел од организацијата. Централниот дел на ова манифестација, на ова одбележување е благословот на паричката и кршењето на лепчето. Кажете ни зошто е тоа сепак останува во центарот на целата оваа манифестација, која е символиката која тоа го носи? Па пред се тоа е како што било кога започнала самата традиција за Василица, Свети Васили кога ги давал златниците, кога ги враќал на верниците, кога почнала таа традиција во 4-тиот век, мислам, и таа не е символиката која што сакаме да се продолжи пред се од верски момент, христијански. Паричката се благословува од отецот на црквата, и после тоа се крши во најблискиот круг кој што сме во организација за кој да биде кум. Така. Ти си оваа година кум, во себе држиш икона на Светиот Василий. Која е символиката на иконата што самата ти ја држиш оваа година, ја чуваш како своја Таа заштина? се пренесува од кој ќе биде кум, ја чува во својот дом самата икона за здравје, за благослов, берекет, и кој што ќе му се добие паричето, си ја добива оваа икона и се ја чува во текот на годината и после тоа ја пренесува на следниот кум. Така, ако останеш ти кум и оваа година, ќе биде повторно кај тебе, Да, тебе иконата. Често знаеме дека ваквите манифестации знаат да бидат и малски манифестации, да се организира само во одредено мало, не на некој вид, така да чуваат традицијата, меѓутоа колку овој настан е отворен за сите луѓе, еве повикај ги сите оние кои што сакаат, кога почнува целата програма и како ќе се одвива целиот. Тоа не е целта со ова јавно излагање, да повикаме што е можно повеќе нашите сограѓани, верници, без разлика на етникум и на сите се добре дојдени. Би сакале да биде што е помасовно, имаме за сите, како што кажав, чорби и чаеви, вино и содржини за сите генерации, за сите луѓе. Да, и би сакале што помасовно да дојдат нашите сограѓани. Во колку часот почнува целата програма? Програмата почнува за децата, за најмладите во 16 часот, тоа е маскембалот, до 17 трае тој настан, после тоа 17 почнува штафетата во организација со атлетскиот клуб Аеродром, во 16 часот почнуваме ние тука со нашите манифестации, ќе има музика во живо, химната ќе се испее, така почнуваме. После тоа со некои патриотски песни, имаме зурли, тапани, сите тие работи. Одлична организација, еве јас ги повикувам заедно со тебе сите оние граѓани кои што сакаат. Спомнавме некога година, новитет е тоа што децата се вклучени во целата манифестација, тука е атлетскиот клуб Аеродром. Кажете ни какви организации имате за децата, какви трки, каков маскенбол, како ќе биде сето тоа организирано? Оваа година е прв пат што ќе правиме ваков настан на Василичарскиот собир. Ќе има 3 трки. Највозрастните ќе бидат од 6 до 9 оделение, ќе трчаат околу 200 метри, посебно во машка и посебно во женска конкуренција. Втората трка ќе биде од 3 до 6 оделение. И најатрактивната трка што ја направивме ќе биде за деца од 8 години и помали. Ја крстивме ќе трчам со мама или со тато, кај што ќе ги уклучиме и родителите, да не бидат само децата, туку заедно, сите заедно да направат една убава трка. Така, дали ќе постојат награди, признанија за оние кои што ќе бидат најдобри, сепак знаеме дека тоа може да биде и мотивација, како во тој поглед ќе биде организиран? Собрани се од страна на организаторите награди за сите дечиња, плюс за првите најдобри 3 ќе има и плюс подароци од општествено одговорни компании, нарочито од општина Аеродром. Така да околу тој дел наградниот фонд ќе биде интересен, нарочито за децата ќе биде, мислам дека е направена во одлична организација. Така колку деца очекувате да учествуваат на оваа манифестација, дали веќе бројот на деца е пријавен, дали се уште може да се пријавуваат, до каде се во тој дел? До сега има пријавено околу 50 дечиња, за тоа што очекуваме и веќе на лице место да се пријават уште, пошто е од отворен карактер, може да се пријават и на лице место. Очекуваме дека бројката би била, за прв пат би била одлична. Колку едни вакви манифестации може да бидат и интересни од вид на трчање, на забава за деца, меѓутоа еве на некој начин и поттик да се бават со атлетика и со трчање?
Па тоа е и целта на вакви настани, да им покажеме на децава дека преку спортот може да се развиваат како здрави личности. Исто Александар што кажа, да не биде монотоно само за возрастните, затоа еве на овој 25-ти јубилеј ги убацуваме и децата во овој настан и се надеваме дека голем дел од нив ќе продолжат спортски да се развиваат. Во колку часот треба да бидат овде децата кои што сакаат да се надпреваруваат и тркат во овие трки кои ќе бидат вечер? Стартот на првата трка ќе биде во 17 часот, така да пожелно е да дојдат барем 15 на 20 минути порано пред трката. Ви благодарам многу за разговорот и на вас од атлетскиот клуб Аеродром, секако и на кумот на овогодишниот настан. Ви повикувам сите оние кои што заедно со вас ќе бидат вечерва да уживаат во еден убав настан кој што ќе биде. Ви благодариме. Слушнавме за тоа како ќе се одвива Василичарскиот собир Тоше Проевски овде во Ново Лисиче. Слушнавме од кумот како ќе биде целата програма, која е символиката и пораката која што се праќа сите оние кои што се вечерва во Скопје во можност можат да бидат овде и да уживаат во содржини за сите генерации, секако на крајот со благослов на лепчето, прекршување и она музичко уживање кое што следува во вечерните часови. Да, иако е студено, јас мислам дека дефинитивно ќе има народ кој што сака да ја празнува традицијата. На крајот на криштата и порано било студено, па се собирали и токму на тој начин само ќе го разбиеме митот дека јануари можеби и не е месец за излегување и дружби. Ти благодариме, Кирил.